Здраво живо, јас сум Димче, добро дојдовте во уште едно моје видео. Овој пат споделувам со вас еден дел од мојот живот, односно еден така наречен мал експеримент кој што јас го правам, а тоа е дека последните 6 месеци спијам надвор. Значи, поминав 6 месеци на отворено, така наречено. Не секоја вечер, имаше вечери кога одев на гости, кога спиев во шатор и слично. Меѓутоа, 80-90% од последните 6 месеци јас ги поминав на отворено покрај реката. Сега ќе однесам да ви го покажам тоа место каде што јас спијам и да ви кажам како се осеќам после 6 месеци поминати под отворено небо. Да споделам со вас и се надевам ќе извлечете и вие некоја корист од овој мој мал експеримент. Знаете, ние уште од деца, овие генерации што сме понови, сепак јас не сум толку нова генерација, но овие сега генерации што идат и тие после мене генерации се чувани од елементите, односно се чувани од отворено небо. На некој начин небото како да ни стане непријател нас, затоа што се повеќе бегаме од тоа небо, се повеќе се затвараме внатре, дури и кога се молиме на Бог, ние се молиме на таван, на бетонски, не на небото. Порано нашите предци имале конекција со небото, тие го слушале небото, тие комуницирале со него и тие често знаеле да кажат дека небото 24 часа на ден емитува информации, така наречени објави, кои што ние сега не ги слушаме, затоа што сме на некој начин одсечени од сите елементи, па на тој начин ние се одсекуваме и од небото или од таа поврзаност со тој виш свет, со тие информации или со тие објави. Небото е една мистична појава, од секогаш сме биле поврзани со небото, од секогаш сме го посочувале небото како нешто свето, како нешто кое што треба да ни даде информација. Еве, например, ако седите, имате проблеми да си ги средите мислите, вие испаднете надвор и погледнете во небото, ќе видите како мислите ви се расчистуваат, односно ви стануваат појасни. И токму тоа ќе ви биде доказ за моќта на небото и за елементите кои што не обкружуваат. Значи, ние од деца, овие генерации посебно се тргнати од елементите. Јас мислам дека сето тоа се прави за да се исече таа поврзаност на овие луѓе со небото и со таа божанска енергија или со тие објави и информации што треба да ни доаѓаат, затоа што небото ќе ни каже, или тие информации, природата ќе ни каже што е правилно, а што не е правилно, овака ние сме оставени да ни кажуваат медиумите, да ни кажуваат олошот кој што ја завзима власта, што е правилно, а што не е. И на тој начин ќе го живееме нивното правилно. Например, ако видите сега ни кажуваат дека правилно е да живееш лошо, дека сега е правилно да крадеш за да се снајдеш. Нели, тоа не се кажува сето директно, меѓутоа сето тоа суптилно се пренесува преку олошот кој што не владее, преку медиумите, преку сите тие луѓе што ги гледаме во околината, што на некој начин им оди добро во животот, не прават ништо правилно. И ако видите, тоа е сето последица на нашата одсеченост од небото и од природата, и ние веќе не можеме да расудуваме сами што е правилно, а што не е правилно, и ние зависиме од други извори. Ако сме ние надвор, ако сме ние конектирани со небото, ако сме конектирани со нашата совест, ние едноставно ќе знаеме што е правилно. Нема потреба никакви медиуми, никакви политичари нас да ни кажуваат што е правилно, а што не е правилно. Затоа што во позадина, пораката на овој свет стои дека е правилно да крадеш, ако, нели, тоа се вика снаоѓање, правилно е малце дрога да зимаш, правилно е малце алкохол да зимаш, правилно е цигари малце да пушиш. Скоро се ни воведоа дека е правилно,
под назнака дека треба помалку да зимаме. А кој зима малку од сите тие работи? Кој краде малку? Кој зима малку дрога? Кој пие малку алкохол? Никој. Они знаат дека кога нас ќе не запознаат со тие пороци, после тоа ние сме во нивна моќ. Односно, ние немаме сила да им се спротиставиме на тие пороци и ние едноставно потпаѓаме под нивно влијание. Затоа и ни се воведени тие пороци од страна на тие структури кои што не владеат, медиумски, политички, образовни, сите структури, дури медицински, сите структури заеднички имаат тоа дека го одобруваат сето тоа што го набројав јас, ама во мали количини, ама сепак го одбројуваат. Го одобруваат, уствари, не одбројуваат. Но доколку ние имаме конекција со небото, доколку ние примаме објави од небото, доколку гледаме примери од природата околу нас, ние ќе знаеме што е правилно, а што не е правилно. Нема потреба нас да ни кажуваат дека малку дрога, малку алкохол, малку крадење е добро, ние ќе знаеме и ќе го осудиме тоа. Јас мислам дека сршта на сето тоа лежи од одсеченоста од небото и од елементите. А сегашните генерации уште толку се изложени на таа лоша пропаганда, односно уште толку се лажени од нас. Ние кога растевме, медиумите, системот пробуваа да не лажат, меѓутоа на овој свет уште чекореа или одеа помеѓу нас мудри старци, кои што имаа многу енергија и нас не бранеа од сите тие лоши пропаганди или од тие лоши кажувања или од тие лоши учења, дали беа од школо, дали беа од медиуми, дали беа од политичари. Секогаш нашите мудри предци, нашите баби и дедовци после враќање од школа не прашуваа шо учеа и ни викаа да размислуваме. Не ни викаа слепо да слушаме, како сега што се прави. И затоа сега овие нови генерации се оставени на милост и на немилост на системот, затоа што ние, постарата генерација, ја немаме таа мудрост, односно ние самите ја немаме таа поврзаност со небото и со тие елементи кои што даваат мудрост, кои што даваат објави. Затоа јас веќе 6 месеци пробувам да спијам надвор, за да се поврзам со елементите поубаво и да создадам отпорност на елементите, затоа што колку повеќе се изложувате на елементите, вие сте толку поотпорни на елементите. Така да вие вашите деца, ако ги изложувате на елементите, вие ќе бидете, вашите деца ќе бидат многу поотпорни на елементите, а истовремено ќе бидат поотпорни и на проблемите со кои што се среќаваат во животот, затоа што децата сега не се сретнале со ништо лошо, не се сретнале со елементи, не се сретнале ни со проблеми и при првиот проблем тие ќе се скршат и ќе се разочараат, ќе се разболат од депресија, нема да знаат што да прават, нема да знаат како да се снајдаат. Затоа, изложувајте ги децата на елементите, изложувајте ги на проблеми, за утре они при соочување со проблем да не се скршат. Да можат да го надминат тој проблем, да можат да поминат преку тој проблем лесно, затоа што они веќе се соочиле со таков проблем и виделе дека не е ништо страшно. А јас, например, се научив да пливам на тој начин што ме фрлија во Вардар на 5 годишна возраст, и јас се научив. Значи, јас растев во такво време, фатив од тоа време и верувајте дека многу полесно се справувам со проблемите денеска, благодарение на тоа моje искуство што ме фрлиле во река. Па затоа, мој совет е за сите вас, фрлајте ги децата во река и вие сами фрлајте се. Односно, соочувајте се со елементите, соочувајте се со проблемите кои што доаѓаат, многу полесно ќе може да живеете. Ова ми е последната ноќ која што поминувам на отворено, од утре се враќам во кукичката да спијам. Секако има вечери кои ќе спијам надворно, меѓутоа тоа ќе биде инцидентно, ќе биде наменски. Одам зимно време кога е многу ладно да спијам надвор, но тоа го правам една или две вечери, доколку има многу ладни ноќи ќе ви го снимам и тоа, да видите како е.
Иначе, ова е местото каде што јас ги поминав последните 6 месеци, најчесто спиејќи покрај реката, под отворено небо, и препорачувам на сите да пробаат да спијат некогаш надвор, по можност на отворено небо, или едноставно да се изложат на елементите. Тоа е темата која што отворив за денеска, тоа е моето искуство кое што го споделив со вас. Се надевам ќе извлечете и вие некоја корист, доколку имате некое слично искуство или некое размислување, споделете во коментари, дај да развиваме дебата, да споделуваме искуства, затоа што, како што кажав, низ текот на видеото, ние сега зависиме само од ограничен број на извори за информации и за начин како да го живееме животот, односно животот ни го моделираат неколку луѓе, неколку медиуми, неколку центри на моќ, кои што секако ќе ни го моделираат нашиот начин на живот да им одговара нив. Затоа, луѓе, да споделуваме искуства, да дебатираме, да комуницираме, да се здружуваме, да остваруваме конекции меѓу нас и да се развиваме. Веќе стапува ноќ, јас се спремам за спиење, верувајте, не е ладно, затоа што имам оган пред мене, имам моето тајно оружје, а тоа се волнени покривачи и јамболија. И мислам дека можам и цело зимо да го поминам надвор со оваа јамболија и со овој оган. Меѓутоа, некако се заситив овие 6 месеца од спиење надвор, па од утре се враќам во кукичката и ќе спијам внатре. Ви благодарам што бевте со мене во уште едно мое видео. Се надевам и беше интересно. Ние се гледаме во некое мое наредно видео или низ нашата убава Македонија. До тогаш ви го посакувам секое добро на овој свет и се гледаме.